Во оваа емисија во гаража ќе гледате како да го одржувате вашиот автомобил пред да ве остави некаде на патот, за да обезбедите доволно добра антикорозивна заштита, точка на замрзнување и на вриење, проверете ја течноста за ладење. Промената на антифриз не бара некои посебни алати и некои механички знаења. Погледнете како ние тоа го правиме. Започнуваме сега. Во денешната емисија ќе гледате промена на антифриз, а за таа работа ќе ни требат некои производи, па затоа ќе одиме на пазариме од Диги 2000. Добар ден. Добар ден, повелете. Како е? Добри? Добро, фала. Како сте, Имавме мистер? нешто роба порачано. Клинмонт. Да. Има. Средено сме. Ќе правиме нешто сервивче. Повели. Добро. Одлично. Само документите ми пишите. Може. Ето. Фала, тоа ќе оди Окей. сето на истратница, Ќе ви ја на пуштиме. фактура. Накнено документите. Океј, фала ви Поздрав, многу. мајсторе. Се Чао. гледаме. Пријатно. Пријатно. Ајде, пријатно, екипо. Пријатно. Ајде, Декич. Зедовме тоа што ни треба. Да извадиме работи. Таму ти извади ги тие што зедовне да видиме нешто да немаме заборавено, јас да спремам возилото за работа. Значи денес ова возило треба да му спремиме подготовка за сезона. Во превод значи проверка на антифриз и промена на антифриз и да видиме одржување на ветробранско стакло. Сега одма одиме ние Декич да овде со овој апарат задолжително да се провери првим системот за ладење. Можеме да ставиме антифриз, а да не е како што треба системот и да ни го испушти, да ни ги изгуби. Значи со овој апарат се испитва исправноста на системот за ладење. Значи, Да не бега некаде антифриз. точно така. Сега ставаме соодветно капаче, значи таму видовте и отприлика се остава на еден бар. Значи до зелена зона одиме, по потреба доколку имаме проблем со пропуст, веќе знаеме дека пропушта, одиме до 1,5, ама мора да биде ладно возилото за да знаеме кај има пропуст. Вака се остава негде минимум од 5 минути до 30 минути за да видиме дали има негде протекување. Значи го напумпуваме еден бар и знаеме, ќе знаеме дали пропушта после 5 минути. Сега одиме овде потребните материјали да видиме што ни пуштија од Диги 2000. Значи имаме бришачи, метлици, ова е за ветробранско стакло, ова е за клима, овие се за ветробранско стакло средства, ова е за прочистување. Тука, чекај сега, ова сега во овој момент ни треба. Ова е силиконски спреј за гумички. Ова е прочистувач за клима. Значи, ова е прочистувач за клима, да ги наредиме сите работи што ни се потребни за денешната работа. Така. Ова ни е дестилирана вода, дека исклучиво и сега тоа ќе го кажиме, Антифриз. што ќе работиме и како некои совети ќе делиме
што треба да се работи на едно возило за антифриз. Ова е за клуч, супер. Сега одиме за ова објаснување. Значи ова средство се тура во системот за ладење и се работи негде околу 10 минути. Што значи ова средство во превод? Значи ова средство сега се врши неутрализација, да нема пењење на антифризите, да не од бигор, корозија. Го прочистува и Го прочистува. натрешна страна, сите непотребни. Одиме уште еднаш да видиме, сега мораме да причекаме за системот за ладење. Ова е во ред, сега една сијаличка. Тука од десна страна. Да провериме системот сегде кај што има спојки, да знаеме дали има протекување, значи на ова главно црево. Ова има плински систем, одиме на сите стеги. Од задниот дел кај казанчето за парното. Значи сегде кај што има спојка треба да се обрни внимание. Значи задолжително кај што има спојка мораме да видиме дали има пропуст. Или претежно кај диктонот термостат. Овде од плинскиот дел е се окей. Одиме према хладњак. Хладњакот кај што е спојван со алумини пластика претежно на тој дел пушта. Тој е овој дел тука. Овој случај е во ред. И ќе ги пофатиме сите црева од прилика што се завода дали се меки. Ако се во случај укрутени, ќе мора да ги замениме. Во овој момент е окей. Останува да го исклучиме системот. Че мораме сега да го истушиме системот. Ќе го истушиме, ќе истечи малце антифривче. Можеш корицата да го земиш долу да го ставиш. На овој дел, од тука. Супер. Битно првото мораме да го провериме исправноста на системот. Дека на сите постари возила имаме проблем, пропуст. Без овој апарат не можеме ништо да видиме кај е проблемот. Значи сега го ослободуваме од притисок. А иначе кога ќе работи возилото, ова сакам да го напоменам, секоја капачка на возилото си има предвидено. Ова овде означува 0,9. 0,9 бари. После 0,9 бари има федер со термостат, тој е тој тука. После 0,9 бари го испушта тој вишок притисок и оди во помошното казанче, тоа е тука ова. Во одливното да. Во преливно, така наречено преливно. А доколку не е со преливно, имаме само едно капаче и тоа има термостат. Некогаш најако затоа тоа да ни го исфрла антифрисот и да не знаеме кај губи. Значи не смееме било какво капаче да ставаме од причина што можеме да го расипиме возилото. Така. Сега тоа го исклучивме. Да го избришиме и да го вратиме на своето место. Така. Сега одиме со течноста за прочистување. Значи имаме краток опис и декларација на самото средство. Значи претежно се практикува, тука пиши 10 минути, ние можеме да запалиме да поработи возилото од прилика 15-20 минути, можете и цел ден, зависи. Ако има проблем да нема добро ладење, прочистува бигор, нечистотија и неутрализира. Што значи во превод неутрализира? Значи сега ние не знаеме претходно возилото кој антифриз натре се користел
и затоа ние ова средство го ставаме за да дојде до прочистување и неутрализација. Значи дел од антифрисот испуштаме за ова течност да ја ставиме. Значи ова течност тука пише дека во милилитри е отприлика 200 милилитри. Толку ќе пуштиме, другото ќе дотурбаме. Во рете можеш да ги затвориш. Е затвораме штопната. Ова ќе го затвориме и одиме со палење на возилото да отвориме само врата. Ти можеш да го запалиш возилото. И сега што сакав да напоменам, значи секој антифриз си има своја трајност, да речеме ова е нормален за секојдневните возила. Имаме G12, имаме G13 и да не ги набројувам. Ова е класичниот антифриз, се менува на секоја трета година. Која е причината? Значи, причината прво губи адитивност на мрзнење. Наместо да биде минус 37 или минус 40, одма слегва губи од јачина, во превод може да дојде минус 30 или минус 25. Значи до трета година има функција 100%. После трета година може да ствара бигор, нема добро држување на цревата, значи антифрисот пушта некоја мрснотија што ги одржава цревата на системот за ладење и хладњакот. Затоа да не ни се случват затнување и зачепување внатре во возилото, значи можеме да покажеме кои се тие битни елементи. Ладњакот, дури работи возилото да го добијаме и времето на објаснување. Ладњакот е внатре со ситни пити кои ствара бигор, значи антифрисот или водата. Најчесто ние сега ќе објасниме за тоа дека не се меша со обична вода, туку се меша со дестилирана вода. Се затнуваат каналите према термостатот. Термостатот исто така, доколку се вози на вода, почнува да кочи и нема улога на прецизно отварање. Например, да речеме сега, термостатот ако е определен на 92 температура да отвора, кога ќе слези температурата на 89 или 88, таа ја затвора. Значи тука е во тие преодни 5 степени. Доколку е возено возилото на вода, тогаш може да остапува од 10 до 20 степени. Значи не е здраво и добро за моторот. Имаме многу голема разлика и промена на температура топло-ладно, тогаш во тој момент ние го штетуваме моторот од причина што се врши ширење и тестење на моторот. Значи да се навратам околу бигор, значи внатрешните казанчините и се изработени од многу ситни комори или пити така наречено. Доколку почнува да се налепва бигор, ние сме го запркнале возилото од причина што не сме сменале 6 или 8 или 10 години антифриз. Тоа е една од битните причини што сега ново возило ние ќе му смениме антифриз. Значи газдата ни рече од кога е купено возилото, а кај него седи 3 години не е сменат антифризот. Ние ни сме задолжително да го смениме антифриз. Е сега дури работи возилото, Декич дојди. Може да припремиме смеса. Да. Значи сега како оди со однос да прочитаме на секоја декларација мораме да прочитаме. Значи доколку се меша антифризот 50 со 50, тоа значи вода 50%, антифриз 50%, добиваме минус 37 степени. Доколку го мешаме, значи антифриз 40% 60, вода добиваме минус 24. А веќе ова граница не занима. Нас ни треба минимално минус 25, минус 30. А некогаш знај и да постигнат во наше поднебје до минус 40. За тоа да не си играме играчки, народно речено, ние ќе одиме 50 со 50. Момент само.
Дестилирана вода користиме во случај. Мораме да ставиме дестилирана вода и претежно мораме да мешаме надвор. Пола од сета субстанца што имаме, мораме да измешаме надвор. Значи сега ќе ги промешаме овие 2 со 2 и ќе добијаме концентрат 4 литри Значи ќе си повараме некој сат, исто вака има сега овие пакување што се од 5 литарски дестилирана вода. Значи внатре пола го одземаме, пола ставаме антифриз и ќе го промешаме. Значи внатре имаме 2,5, тураме 2,5 вода. Тоа е супер. Сега ќе го затвориме и ќе го промешаме. А во меѓувремено промеша, јас ќе видам, значи мораме за секоја работа да се консултираме дали со некоја брошура, дали со компјутер, да видиме колку системот за ладење внатре собира, за да знаеме колку течност да си припремаме. Јас во моментот ќе проверам во компјутерот што имаме таа база на податоци наречена Autodata. Ќе ја уклучиме и ќе ја земам сообраќајната. Ова го креваме од причина што кога ќе уклучи перката, да може да земи воздух. И од време на време препорачливо да се истуражира малце колата, барем до кај 3-4 вртежи. За да отвори термостата да се... Одиме сега со податоци на возилото. Мораме да внесиме годиште. На производство 2001. Hyundai. Купе. Тип на мотор 2.0 или 1.6. Сега да повараме. Добро. Антифризот не го спомнува. Значи овде зададено масло, зададено течност. Ете го, имам 6 литри. Чекай, Cooling system, total capacity 6 литри. А доколку е во со автоматик е 6,6. Значи со обична, со мануел, значи треба 6 литри купно течност да собере. Ова нека си остане тука. Мораме уште еднаш да истуражираме. Сега ова е течност што ја ставивме и што сакам да напоменам тука. Сега ќе го испуштиме ние колку што можеме антифризот, а така ќе можеме во 100% да испуштиме многу тешко. Која е причината? Значи има многу елементи во возилото, да речеме од парно, од долен дел на блок. Сигурно ќе останат, да речеме, од литро до литро и пол течност во возилото, а ставаме нов антифриз. Во превод. Затоа ќе го направиме појак антифризот,
минус 45, минус 50, доколку ставиме внатре антифриз со послаба концентрација, може и цел антифриз да ни се уништи. Мислам да ни дојде негде на минус 25, минус 30. А оваја течност многу ни помага во соединување на друга, значи до друг тип на антифриз, не му дава да пење. Затоа треба да обрнеме внимание точно кој тип антифриз го користиме и дека утре други ден пак ќе ги имаме од истиот. Значи се случува денес да го купам овој тип на антифриз, а утре да не можам да го најдам во трговија. Значи затоа то сакам малце на нагласам. Пожелно е да тура. Пожелно е, гледајте тој тип на антифриз што има, значи повеќе години што се употребува. Да го напоменам како Ексол, ние како фирма овде го користиме повеќе од 4-5 години и сигурно дистрибутерот за во Битола нема да се откаже дека има голема потрошувачка и е еден од најпокажаните спрема цената. Значи имаме многу повеќе типови на антифриз и сега тој што ќе гледа оваа емисија нема да речи дека ние сега кажуваме исклучимо само овој антифриз. Ние го рекламираме и го употребуваме овој антифриз во овој момент. Значи сега што треба да направиме? Да го исклучиме возилото и ќе мора да почекаме да се изглади барем негде 10 до 15 минути за да не се изгори. Уште еднаш можеш малце потуража за да изврти да изциркулира подобро. Добро, не запали. Пушти внатре парното и то малце накадзувни. Вклучено. Значи пожелно исто така и да се пушти внатрешното казанче парно и на тој дел од системот да го ја опфати течноста, да се измеша со и тој дел, значи исто или прочистување. Сега мора и тука да напоменам, не знам дали доволно се слушат перките, да. Ќе чекаме никогаш да не практикуваме кога ќе се уклучат перки да го гасиме со перки. Значи ќе чекаме да исклучат по перките, па после тоа да го гасиме возилото. Тоа е начин исправен за едно моторно возило да го одржуваме. Перките исклучија, можеш да го изгасниш. Одлично. Сега ќе причекаме негде 10 на 15 минути. Ќе направиме пауза исто така, за да го пуштиме антифризот и да го смениме. Сега декич, ќе изгладе веќе возилото, чекај да проверам. Да. Добро, веќе е млако, може се држи со рака, може да стезиш. Од штопна да се испушти. Треба да припредиме еден сат. Да ставиме сад да не рашлакаме на секаде од разладната течност. И да внимаваме да не е многу врел антифризо. Тука е штопната нова возила. Претежно сите имат штопни и треба да внимаваме да не ги оштетиме, значи со понежно дека се пластични. Можеш да отвориш, значи кога ќе ја одвртиме, ја пуштаме горниот дел, намали малце, намали. Ете така. Ете така, го отвораме кафачето горно и веќе пуштаме. Добро е, добро. Добро, излези си дека ќе можеме вака да држиме, нема потреба долу да седиш. Добро. Значи, сега овој дел
го правам со прочистување на помошното казанче. Исто ќе ставам вода, за да можам да го исплакнам малце и ќе ставиме нов антифриз. Значи тој дел да не види се променето. Значи го откачвам цревото, од помошното казанче го затворам, од преливното дувнувам и го вади целиот антифриз. Така. Можеме и тука да дувнеме сега. Тој систем е чист. Тој дел таму е во ред. Ги прицкуваме цревата да можеме колку што може да се испумпа целиот антифриз. А претежно кај што имаме постари ладњаци, јас препорачувам да се откачва долното црево, значи од стега, за да не имаме оштетување на ладњакот, дека доколку запниме, ако не се отвора штопната, значи препорачувам долно црево да се откачи, истото количество ќе истечи на антифриз, за безгрижно се стави. Дејан, готово веќе? Ова е во ред, веќе се доцедува. Можеме да ставиме Сега штопната. почнуваме со долевање на антифриз, земаме инка. За Штопната полесно. е ставена, затворена системот. Добро, причекај малце, сега ќе турам да видиш дали ќе лине. Значи претежно инка и ќе гледаме да има ситци. Го земаме антифризот што го припремавме, разреден. Сега ќе треба да го мериме колку минус е. Значи ова е оптичко мерење. Значи имаме повеќе инструменти за мерење, ама сепак оптичкото си е оптичко мерење, едно од најдобрите мерења што можат да постојат. Моментално ова е 38 минус 38 степени. Сега ќе пробам да уловам малце дали ќе можеме тоа да го видиме. Со камерата дали ќе можеме тоа да го уловиме таа скала внатре. Значи има внатре скалило и ја мери густината на антифризот. Значи таа една плава црта дотаму е. Ја мери густината. Значи овие инструменти се едно од најдобрите инструменти што на моментално за да се знае како што ви реков, минус 38 и така и е, значи е со добар квалитет антифризот, така и пишува, уште еднаш да се подсетиме. Значи 50 со 50 ми кажува минус 37, добро, овде може да имаме помалце вода, значи кажува 1 степен плюс, значи фактички минус добиваме. Минус 38, значи пола со пола минус 38. Тоа е добро, значи на овој инструмент нема лажење, затоа велиме ние кога ќе проверите колку е минус, после да ставате. Дека мене ми си има случајно антифриз да купам минус 40, да не е ни до минус 15. Тогаш му правиме штета на возилото. Уште еднаш ќе напоменам, значи задолжително
поќе од 80% да биде разреден антифризот надвор со дестилирана вода. Од причина што ако го тураме концентрат во 100%, ќе ставиме, може да нагризи гумички, може да нагризи црева. Во тој момент можеме да направиме дефект на возилото. Значи затоа сепак кажувам надворешно мешање на антифризот и после тоа да се става. Сега ќе кажам и некои други поучни работи. Доколку работиме возила од француско потекло, 90% имат за испуштање, и исто и така и фиатите, имат за испуштување на воздух. Значи, кога ќе ставаме, мора да ги најдиме, значи, тие се во системот за ладење, тие штопни да ги отвориме, низ нив бега воздухот и можеме слободно да дотуриме. Течност. На ова возило, ние што го работиме Hyundai, таква можност немаме, доколку имаме воздух, значи го бараме некој горен дел на црево со вода, овде за среќа имаме плински систем, тоа ќе го направиме со отворање на црево од плинот. Ова ќе ни треба пак. Декис ќе те замолам за овие стеги клешта. Чекај, можеме и со оваа клешта да направиме, не? Значи имаме повеќе модели на стеги. Го разлабавуваме цревото. Ми го вадиме настрана. Малце се овие терсени стеги што можат да ни се откачат и да не удрат по паст. Стави ова, да не се откачи. Значи сега го отвораме највисоката точка, овде имам штрафцигери. Највисоката точка од системот за ладење, за да може воздухот од системот да се истисне. Ете, можеме да видиме како течноста веќе слегва. Со откачвање на цревото и ќе мораме на овие дебелите црева од време на време да притиснуваме, да го стиснуваме воздухот. Така етапно повеќе пати. Дотуривме 5 литри антифриз. Како што напоменав, го откачваме едно од највисоките точки што е цревото, за да се истисни воздухот. И сега, значи шум протече од една страна, веќе имаме антифриз, ќе мораме сега да го запалиме возилото, отвори вратата да не
го дишиме воздухот, така. Во ред запали го возилото. Мораме да го запалиме возилото, да доповлечи и најбитно е во овие моменти, значи, а доколку е на плин возилото или доколку е со дизел, да не го туражираме во почеток и мораме да чекаме да уклучи перка. Значи да видиме дали отвора термостат, да видиме дали загрева парно внатре, дали е се во ред со системот за ладење. Не да ставиме и да речеме сега е во ред, терајте слободно. Тоа не е така. Значи мој совет е да се запали возилото и да се остави дури не уклучи перка. Да отвори термостат, да ја пратиме температурата внатре, да видиме дали е се во ред, па после тоа да стартуваме со возење. Сега го отвораме пак тревото и да видиме дали прави циркулација. Има тука иди веќе антифриз, се гледа, го ставаме тревото и ја враќаме стегата на своето место. Тоа е тука во ред. И сега гледаме уште колку меури фрла надвор, тоа е воздухот. Одиме и во помошното тубе, од остатокот од антифрисот. Ставаме. И сега, како што реков, значи, гледаме цел антифриз да го раствориме настрана од причина што да не имаме проблеми. А доколку треба да се дотури дел од антифриз, веќе е внатре разреден, можеме да дотуриме слободно 100%, да не се плашат. Значи, она што го напоменав, доколку го сменваме цел антифриз, тогаш е задолжително надвор да го раствориме и да го внесиме. А доколку ставаме, пали возилото и се проверило дека е минус 25, го имаме сменато антифризот, да речеме пред една година или сме дотуриле, било за некој сервис се работело, испуштене се дотурило вода, можеме да го појачаме директно со одземање на вода и директно ставаме 100%, за да ја крениме концентрацијата на минус внатре. Сега ќе ја тргниме инката. Не да бе, многу тража. Сега веќе е замлачено возилото, го затвораме капачето. Мораме да чекаме да крени температура, да отвори термостат. Проверваме тревата дали се топли и пуштаме внатре вентилација на топло, дали е во ред. Ќе пуштиш натре парненце да видиш дали е во ред со топло веќе почнува да дува. Да. Тоа е добро. Сега можеш да го исклучиш вентилаторот, за да чекаме да се стопли моторот, да отвори термостатот побрзо и да дојде до уклучување на перка. И прати ја температурата внатрешно. Да. Значи ова е задолжително сега што го кажувам. Значи мораш да пратиш температура и мора да пратиш дали има кружење
на течноста. Значи повремено се паќа со раце тревата, доводното е веќе топло, а повратното е уште ладно, значи нема отворено термостато. Ова процедура кога ќе се заврши, ќе мора да оставиме возилото да изглади, значи ќе уклучи перка, ќе поработи уште 2-3 минути, го гасниме возилото и го отвораме повторно капачето на горно ниво, ако пали ќе дотуриме. Кога ќе почнеме со возење, значи тоа е строго, значи препорачливо за да се провери повторно антиприсот по 2-3 дена. Значи има уште воздух во возилото, значи не постои машина и алат што можеме во секундата да го истисниме воздухот во системот за ладење. Затоа повторувам, значи доколку се менма антиприс, задолжително на втори или трет ден пак да се обратиме кај мајсторот кај што ни го сервисирал возилото, за да може да дотури течност или да провери со исправноста дали е во ред. Значи не мајсторот да се налути дека се вратило возилото, туку напротив да обрни внимание дали е се во ред. Сега чекаме, веќе почнува да отвора термостатот. Веќе е Тоа на е во работна ред. температура. Доколку е со 2, задолжително, пред да се пали, значи ова е капачка, дури е топло, возилото никогаш не се отвора, од причина што постои опасност да врати антиприс врел и да ни направи изгоретници по кожата. Значи задолжително е, пред да се стартува моторот, се проверва и во едното и во другото капаче дали е во ред. Овде сега имаме можност и време за да видиме како е состојбата во казанчето. Значи, веќе на сите возила, еве го, можеме да видиме, значи имаме фул и минимум, значи шоме до фул е веќе завршена процедура и ќе го затвориме тој дел. Со ова веќе е завршена работата. Само чекам уште еднаш да уклучи перка. Ќе провериме уште еднаш после тоа штопната дали добро сме ја прицврстиле и да го бараме газдата да си ја земи колата да си ја вози. Значи, како што напоменав, мораме да дочекаме да уклучи перка. Моментално уклуче перка, проверуваме сите црева се окей. Значи нема некое враќање на вода внатре, температурата обавезно пратиме. Значи доколку има перка, доколку има термодавач, дека на новите возила на некој немат. Ама задолжително е да уклуче. Еве сега исклуче перка, веќе по втор пат, ќе го изгасниме возилото, ќе причекаме 10 на минути и ќе мора да провериме уште еднаш во нивото за течност дали пали, ако пали ќе дотуриме и задолжително втори или трет ден, пак напоменувам, мораме да провериме пред да се запали возилото дали пали антиприс. Доколку е можно, доколку не е можно, се носи кај стручно лице или механичар или тој што ви го одржува возилото. Изгасни го возилото сега и да провериме дали е во ред штопната што е прицврстувавне. Значи во овој момент гледаме дали капи. Исто и овде кај што отворавме дали капи. Таа е задолжително проверка. Тоа е во ред. И уште еднаш после тоа крајна цел е да измериме со мерачот колку минус е течност. Кога ќе измериме, ќе запишиме на ливче. Значи на тубето. Ние практикуваме да запишиме дата, денешната дата и остави простор за колку минус е, а тоа ќе дознаеме кога ќе изглади возилото и кога ќе го отвориме капачето. Сега во овој момент не смееме да го отвориме од причина што ќе врати назад течност. Поминаа веќе 10 на минути,
Сега ќе провериме први на цревото дали има притисок, значи како што лади, притисокот веќе опаѓа внатре во системот за ладење и внимателно отворање да не испрска врел антифриз. Го отвораме, значи дел фали, сега мораме да видиме дали фали, дали е добра концентрацијата на антифриз натре. Значи со ова пумпица нанесваме на апаратчето за мерење на антифриз. Ми гледаме колку минус. Овде излегва минус 35. Сега во овој момент веќе сме на граница за антифриз на едно возило. Значи по моје. Значи некој практикува минус 25, јас практикувам минус 35. Значи ни остана пола литар и сега дотурваме 100%. Значи дали ќе дотуриме уште 100-200 мл, то зависно колку има внатре оставено. Значи направивме 5 литри, ова 5,5, значи негде од прилика пола литар до литар остана во возилото внатре, значи стар антифриз, тоа е ништо. А иначе не можеме во 100% да го истисниме стариот антифриз, ќе притисниме на цревото и ја затвораме капачката. Веќе влезе внатре 200-300 мл и ова возило треба да напишиш минус 38 антифриз дека е ставено, дата, и може да се пушти во употреба. Да му е добра среќата, да ги тргниме заштитниците. Уште еднаш проверка ќе направиме да не имаме заборавено ават. Значи тука е дата напишано. Ова советвам секој да си пише и да си забележва од причина што се заборава кога се ставил антифриз и колку степени. Во минус, овде можеме да затвориме и да го повикаме газдата да си го земи возилото. За крај еден совет, избегнувајте загревање на моторот во место. При ваква постапка се загрева само моторот на возилото, а останатите делови од механиката остануваат незагреани. И запомнете, кога сигналните светилки во автомобилот ќе се вклучат, значи дека е време за во гаража.